Десетина граѓани од Кочани до октомври годинава побарале помош или совет на СОС линијата за помош од дрога, што ја отвори Сдруженијето на социјални работници од Скопје. Најчесто тоа биле родители, блиски роднини на тинејџери или млади до 30 годишна возраст, кои се обиделе да најдат начин да им помогнат на своите деца во одвикнувањето од порокот. Скоро сите јавувања биле анонимни и се однесувале на барање совет за знаци што укажуваат дека е користена некаква дрога. СОС линијата постои веќе една деценија и од година во година е регистриран пораст на јавувањата, што во најголем дел се од Скопје, а ги има и од другите градови. Во изминатава година до заклучно со месец октомври реализирани се околу 287 јавувања од сите градови на Република Македонија и поставени се повеќе од 730 прашања баш на оваа проблематика. Заклучно со тоа се од сите градови се имаат јавено лица исто така и од Кочани. Значи таа бројка не е исклучена, во таа бројка не е исклучена ниту Кочани. Според Стаменковска, причина што повеќето од јавувањата се од Скопје, а релативно помал број од другите градови, е што оваа тематика се уште е табу тема, за која граѓаните потешко се решаваат да се јават за проблемот што го имаат. Причина за ова е и стравот од дискриминација, односно некаква стигма што е застапена во помалите градови. Сите повици се анонимни и доверливи, во зависност од проблемот поврзан со друга, така се одвива и разговорот. Луѓето најчесто прашуваат за тоа како да препознаат некој лице дали користи дрога, доколку веќе знаат дали користи дрога, како да се справат со таа ситуација, како да ги мотивираат своите деца доколку се работи за деца, како да ги мотивираат да се лекуваат понатаму, како да го решат овој проблем. Јавувањата на телефонскиот број 0800 11 444 се бесплатни, а советите ги даваат стручни лица, социјални работници кои целата работа ја вршат волонтерски. Во моментот, оваа СОС линија е единствена во државата, која ги покрива потребите на сите граѓани кои се соочени со проблеми со некоја од зависностите. Ангажираните лица посетуваат континуирани едукации и стручни оспособувања за полесно да им помогнат на граѓаните кои се јавуваат. Освен советите поврзани со користењето дрога, тие се достапни и за информации во врска со СИДА и сексуално преносливи инфекции.